Во ова издание на темата на неделата се осврнуваме врз една појава која според некои веќе го менува нашето секојдневие. Други пак во неа гледаат само можност за брзо и лесно богатење. Вистинска грозница го зафати светот кога цената на криптовалутата биткоин лани достигна $20,000, иако потоа вртоглаво падна. За да се победи конкуренцијата во оваа трка е неопходна голема компјутерска моќ, што пак троши многу енергија. Според аналитичарите, во американската банка Морган Стенли, центрите за копање биткоин се очекува годинава да трошат електрична енергија како на пример Аргентина. Овој пуст полуостров во југозападниот дел на Исланд стана главно место во глобалната трка за биткоин и за други криптовалути. Блокчейн системот за биткоинот е програмиран така што секој може хипотетички да профитира од неговото одржување. Најголемиот од трите биткоин објекти на периферијата на Кефлавик е познат како Мјолнир, според чеканот на нордискиот бог на громот Тор. What we are doing here, like a Bitcoin mining, is like gold mining. Вели Хелмут Раут, раководител на Genesis Mining, едно од најголемите биткоин компании во светот. Внатре во рудникот, редовите компјутерски апаратури имаат задача да решаваат математички проблеми чии резултати се користат за вреднување на новите биткоински трансакции. Алгоритмот на биткоин го ограничува вкупниот износ на досега достапните монети на 21 милиони. Околу 80% од биткоинот се веќе ископани или скоро 17 милиони. Тоа ги прегрева компјутерите, па студената клима е важна за нивно ладење. Јохан Тор Јонсон, директор на Исландскиот центар за податоци, вели дека Исланд ги има сите елементи за успешна биткоин база. It has the abundance of green electricity, it has the cold climate, and it is located in a fairly secure location. Но тоа ги загрижува властите во Рејкјавик, кои поради трошењето големо количество енергија размислуваат и за оданочување на така нареченото биткоин копање. Овој кафе-бар е еден од десетиците други во Берлин кои прифаќаат криптовалути. Also wir sind ein junges Café und wir wollen an den Trends teilhaben, die passieren. Wir glauben an die Zukunft, wir wollen innovativ sein. Вели Јохен Купер, собственик на кафулето. Бидејќи биткоинот е популарен, плаќањето може да потрае и до 1 час за да биде обработена секоја трансакција, а таксата може да достигне и до $20 по трансакција. Bitcoin ist angetreten mit der Herausforderung, eine digitale Alternative für Bargeld zu erfinden. Mittlerweile muss man ehrlicherweise sagen, ist dieses Experiment gescheitert. Вели Флориан Глац, председател на германската блокчейн асоциација, додавајќи дека биткоинот стана своевидно дигитално злато, па затоа луѓето веќе не сакаат да купуваат кафе со него. Во текот на изминативе неколку години, стотици алтернативни криптовалути влегоа на пазарот. Некои се слични на биткоинот. Некои пак се насочени кон одредени групи за трансакции, на пример во рамките на една индустрија или на една географска област. Некои користат и други технологии. Како и да е, без оглед како ќе се вика некоја општо прифатена валута, системот е веќе воспоставен, велат експертите. Некои предвидуваат дека во блиска иднина може да дојде плаќањата да се прават без да биде потребна никаква човечка интеракција, на пример меѓу паметен телефон и автомобил со автоматско управување. И во Македонија се повеќе се тргува со криптовалутите и покрај предупредувањето од надлежните за ризиците што го следат овој процес. За сега тој кај нас, како и во светот, каде што и натаму е во рамките на експериментната законска регулатива, не подлежи на никакви правни мерки. Тие, како што наведуваат и самите копачи на криптовалути, се добре дојдени со оглед на тоа што целиот процес сега е во несигурната сива зона. Во Македонија регулаторите се уште немаат јасна визија за законска рамка за криптовалутите. Додека се чека конкретен закон, во земјава се тргува со криптовалутите и како што велат се копа. Народната банка на Република Македонија предупреди на ризици од така нареченото копање криптовалути, инвестирањето и тргувањето на берзи со криптовалутите. Но засега ова е сива зона. Јас сум прилично нов во копањето, односно во последниве 2 години од кога се бавам со криптовалути, само 3 месеци се поминати во майнинг, во копање.
процесот копање Спирковски објаснува дека е компјутерски алгоритам кој пресметува и калкулира, односно прави енкрипција на податоците вметнати во системот за трансакции. Во однос на регулацијата со криптовалутите, властите се уште анализираат и бараат соодветно решение. Засега луѓето имаат одврзани раце при инвестирањето, тргувањето и копањето на криптовалутите, смета професорот Мартин Михајлов, кој предава на економскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи Скопје. Тој сега држи и курс за биткоини и вели дека во Македонија не постои закон кој се обраќа кон криптовалутите. Постои еден закон што е многу стар, кој што забранува поседување на сметки во странство на македонски граѓани и забранува тргување на странски берзи на харти од вредност исто на македонски граѓани. И са тој закон се интерпретира и формално кажано, спомнато од институциите, релевантните луѓе дека ќе го толкуваат на таков начин да ќе ги стават и криптовалутите во тој кош. Реално се тргува во Македонија со криптовалути, се рудари, се прави тој мајнинг и до сега не сум слушнал некој да е кривично или прекршечно гонет за тоа. Така да колку тој закон стварно може да се имплементира е знак на прашање. Според 24 годишниот копач Спирковски, добро е да има одредена регулација. Мислам дека треба да биде пофлексибилно, зашто криптовалутите се малку поголеми од државата, надвор од контекст на државата се. Значи, ева државата, еве ги криптовалутите, Venn диаграм нема ништо измеѓу. Значи, единственото нешто што не спојува криптовалута и национална валута се луѓето. Имено според професорот Михајлов, на светско ниво сите регулатори експериментираат со регулирањето на оваа, како што вели, млада појава и технологија. Суштината е дека тоа ќе се даночи. Значи, ќе има данок на трансакција на која се купува или продава криптовалута, додека понатаму надвор од данокот или како дополнување или слично, зависи од типот на криптовалута. Бидејќи ние ги викаме криптовалути, односно општо прифатено име, ама повеќето немаат никаква врска со валути. Немаат никаква врска ни со пари. И Спирковски и професорот Михајлов уверуваат дека криптовалутите се релативно лесно достапни за македонските граѓани. Некои во криптовалутите гледаат шанса за брзо богатење, некои пак велат дека тие немаат шанса да преживеат. Што мислите вие? Напишете ги вашите мислења на нашата веб страница и на нашиот Facebook. До гледање.